Мој денешен соговорник во ова информативно издание е монсенјор Антон Циримотич. Господине, добре дојдовте во ова информативно издание на телевизија Нова. Оваа година се поклопуваат чествувањата на православниот Великден, но и на католичкиот Великден. Дали ете гледате некоја символика во ова поклопување? Прво што би требало да се каже дека нема православниот и католички Великден, туку се слави Великден по стариот календар или по новиот календар, така да разликата е само во календарот. Инаку сите славиме исто, а тоа е Воскресение Христово. Тоа е најголем настан во историја на човештвото. До тогаш, до Христовото Воскресение, луѓето не знаеле што се случува со човекот по неговата смрт и што ќе се случи конечно со неговото битие. Меѓутоа, благодарение на Христовото Воскресение, на искуството што го има апостолите, бидејќи воскреснатиот Христос 40 дена беше во контактот со своите ученици, со своји апостоли, и тие има можност да видат, да доживеат што значи воскресение. То не е како порано што се мислеше оживување. Оживување значи душата се повторно соединува со своето тело од кое се одделила во моментот на смртта. Меѓутоа, воскресение значи една преобразба и на телото и на душата. И телото и душата ќе бидат продуховени. Тоа значи за телото и за душата повеќе не важат тие физички, хемиски, биолошки закони кои важеле до момента на смртот. Сега почнува нов начин на живење. Не постои више за воскреснатиот, нема више ниту простор, ниту време, ниту физички препреки, ништо нема. Зашто ние гледаме воскреснатиот Исус влезе во двораната каде беа собрани апостоли, иако беа врата затворена, и то со греда затворена, да не може никој да влезе, бидејќи се плашеа од евреите. И тој влезе, ништо не му пречише, ни зидот, ни вратата, ни ништо. Тоа значи дека настапува една голема промена со човекот кој воскресне. И Господ Исус на едно место рече, че бидате слични како анđели Божии. А анđели немат тело, немат телесни потреби, ни за јадење, ни за пиење, ни за спиење и така натаму. Тоа ќе биде едно нов начин на живење, на постоење, и кој ќе биде постојан, нема више да се заврши. Тој што ќе воскреснува за вечниот живот и ќе биде вклучен, тој што во својот живот се определил за доброто, за љубов, ќе биде вклучен во вечна среќа, неопислива среќа. Свети Павле на едно место вика, тоа што човечко око не видело, тоа што човечко ухо не слушнало, тоа што човечко срце не доживеало, тоа го подготвил Господ на тие што се избрани и што ќе воскреснат. Ама воскресение ќе биде на последниот ден, на судниот ден, и тогаш ќе воскреснат сите, ама едни ќе воскреснат за вечна радост, вечна среќа, ама други што во својот живот се определиле за злото, за егоизмот, за искористување на други луѓе, за гревот, тие ќе воскреснат, ама не за вечна среќа, туку за вечна несреќа. И поради тоа овој благдан, овој празник што го славиме, треба да биде потик за сите нас да размислуваме како живееме, бидејќи од овој наш живот ќе зависи нашиот вечни живот, вечна среќа или, не дај Боже, вечна несреќа. И јас би искористил ова прилика и се радувам што можем на ист ден да им честитам на сите христијани, а тоа значи на 1.300.000.000 католици, околу 700 милиони протестанти и околу 500 милиони православни, тоа значи 2,5 милиарди на цел свет се слават заедно Великден, и да даде Господ што побрзо да се оствари тоа, сите да го славиме на ист ден, бидејќи Исус Христос еднаш воскреснат и треба сите да го славиме на ист ден. А јас им посакувам на сите што подобро да се подготват за своето воскресение. Зашто не е доволно што го славиме Христовото воскресение, туку треба да размислуваме, да се подготвиме
за нашето воскресение. А тоа значи да се определиме за љубов кон Бога и за љубов кон ближниот. Како католиците го одбележуваат Великден? Кои се традициите? Кај католиците, а би може да се каже и кај православните исто така, има подготовка за Великден. Тоа е некаде кај католиците 5 недели, 6, а кај православните 7. Таа подготовка е во молитва, во пост и во милостињата. Тоа значи во тоа време на подготовка за Великден треба секој верник да се обиде да моли повеќе отколку што инаку моли, да пости, тоа знаат сите што значи да се пости, и да помага на ближните, тоа е милостиња, да даде на тие што имаат потреба од нивна помош. Освен тоа, кај католиците, а би требало да биде исто така и кај православните, да биде вклучена и света исповед, зашто најдобра подготовка за Великден е токму тоа, човек во светата исповед, по покајанието, да ја очисти својата душа и на Великден да го прими Исус Христос со светото причастие, воскреснатиот, тоа значи и тој духовно да воскресне. Секој верник да воскресне духовно и да го прими Исус Христос воскреснатиот. Тоа е најголема слава на Великден. А тие обичаи да се јаде ово или да се јаде оно, или сето тоа е споредна работа и тоа се разликува од место до место. Секој место има своји обичаи. Вообичаено е гору-долу кај сите да се вапцуваат јајца, бидејќи јајце има своја символика. Црвена боја означува радост, али означува и крвта, смртта на Исус Христос. А јајце символизира гробот, како што од затворено јајце излева живо пиле, така и од затворениот гроб излева жив Исус Христос воскреснатиот. Така да тоа има една голема символика внатрешна. Јас ви благодарам што бевте мој денешен соговорник и што ми помогнавте на нашите гледачи да ги пренесеме традициите со кои што и католиците го чествуваат овој најголем христијански празник.